Се повеќе работници од истокот ги пријавуваат газдите кај трудовите инспектори. Се жалат дека или воопшто не им е исплатено, или дека на име К15 добиле од 100 денари до најмногу 3000. За само 2 дена во трудовиот инспекторат се пристигнати 30 на пријави од работници од Штип, Пробиштип и Кратово. Од трудовиот инспекторат информираат дека ги чекаат извештаите за исплатени плати за месец декември и исплатите на К15 што треба да пристигнат во текот на јануари. По ова, инспекторите ќе испитуваат нивната фактичка состојба, ликвидноста на фирмите и оправданоста или неоправданоста на неисплатениот или исплатениот К15, а потоа ќе биле преземени адекватни мерки што ги предвидува законот. Претходно од Хелсиншки комитет информираа за поделба на понижувачки 100 денари на име К15 за работниците во една текстилна фабрика во Штип. На начин што Зогори како работодавач се соочува со потешкоти во работењето во периодот од 2016 година, односно работел во загуба и со спогодба подпишена помеѓу него и представникот во работените е утврдено да се исплати регрес на годишен одмор во висина од 100 денари. Ваквата состојба е резултат на законските недоречености кои според синдикатот оставаат простор за манипулации. Многу од работниците се јавуваат и прашуваат дали ќе ги следува К15, да ги следува. Секој работник кој што има навршено 6 месеци го следува К15, меѓутоа нејасната законска процедура и исплаќањето на одреден дел и помал дел од утврдениот остава можност за манипулирање или исплаќање помал дел. Инаку регресот за годишен одмор треба да биде во висина од најмалку 40% од основицата. За работодавачите кои неоправдано не исплатиле К15 или барале да биде вратен, законот предвидува казна затвор од 3 месеци до 1 година, а правниот субјект ќе се казни со 4000 евра.